За почеток ќе отвориме во прва книга Цареви, и ова се стихови, веднаш да напоменам, кои што беа спомнати во денешната поука. Прва книга Цареви, и тоа ќе зборуваме сепак во малку поинаков контекст. Прва Цареви, значи 11 глава, од 3 па надолу, ќе видиме до каде. Односно од 2, ајде од 1. Царот Соломон покрај фараоновата ќерка сакаше многу жени, тугинки. Моавки, Амонки, Едомки, Сидонки, Хетитки, значи од сите околни народи. Од сите народи за кои што Господ им рече на израелците, не ке одите кај нив и тие не ке идат кај вас. Тие навистина ќе ги свртат вашите срца кон своите богови. Не им се приклони Соломон со својата љубов. И покрај тоа што Господ рекол така, Соломон се приклони кон нив со својата љубов. Имаше 700 кнежевски жени. Да ви кажам, кога прв пат ова го осознав, не можев да поверувам. Ден денеска се уште ми е чудно, значи тоа не е харем, тоа е мега харем. 700 жени и уште згора на тоа, уште 300 соложници, односно љубовници, неговите жени го заведуваа неговото срце. И кога Соломон остаре, неговите жени му го свртеа срцето кон други богови, и неговото срце веќе не му припаѓаше потполно на Господа, како што му припаѓаше срцето на неговиот татко Давид. И почнал Соломон да оди по Астарота, божите на Сидонците, по Мелхома, срам на Амонците и така натаму и така натаму. И кадеше на тие високи места кои што ги направил и се кланяше, им се поклонуваше на овие туги богови. Соломон имал еден проблем, голем проблем. Имал 1000, ама ја барал она вистинската. Овие кнежевски жени, како што се вели овде, биле со него од интерес. Па и тој со нив, можеме да кажем. Јутоа, копнел и ја барал она вистинската, она која што ќе склучи брак со него од љубов. И што ќе каже во оној стих во Проповедник, значи книгата на Проповедник, кој што е негово дело, 7 глава, 28 стих, Проповедник, 7 глава, 28 стих. Што вели овде? И уште барав, но без успех. Најдов маж еден меѓу 1000, а не најдов ни една жена меѓу сите. Тие 1000. И веројатно ова ќе му биде поттик за да ја напише песна над песните. Нема да ни биде тоа тема за вечера. Знаете како е другиот наслов на песна на песните, барем во овој превод, не знам како е во другите. Песна за вистинската љубов. Така е насловен. Знаете, денеска имате, ја прочитав некој податок за препастувачки. 50.000 бракови, онака на папир, на хартија, само во Америка годишно се склучуваат. Од интернет, значи, за зелена карта, како се вика општо на престојот во Америка. 50.000 бракови. Од интерес. За ова или за она. Како да бракот е... А сега да отвориме во Исаија 4 глава. Први стих. Ова цела глава е изворена. Што вели први стих? И 7 жени ќе се фатат за еден маж.
во оној ден. Ќе јадеме свој леп, ќе речат, и ќе се облекуваме во своја облека, дај ни само да го носиме Твоето име, симни го од нас сиот наш срам. Кои се овие жени? Каков е овој опис во првиот стих? Знаеме дека жената е црква. Ово е еден извореден опис на тоа какво е денешното христијанство. Знаете, Исус ја бара својата невеста. Исус заминал и кажал, ќе подготвам место и кој ќе подготвам, ќе дојдам. Да си ја земам невестата, со други зборови. Мито овде гледаме брак од интерес. 7 жени се фаќаат за еден маж и не им е битен мажот. Воопшто, интересот им е, значи, воопшто, не зависат од него, не бараат никакви потреби, ќе си носиме своја облека, ќе си јадеме свој леп, ама само да го носиме Твоето име, или ние велиме презиме, нели, мажот, и само да го симнеш срамот од нас. Во Откровение, во првата глава, го гледаме Исуса како се движи меѓу 7 светилници. И повторно и овде светилниците ги представуваат 7 цркви. 7 цркви потоа се бави Јован во 2 и 3 глава од Откровение со тие 7 цркви, кои што воедно го прикажуваат, значи, целиот христијански период, постоењето на христијанската црква од самиот почеток од апостолите па до самиот крај. И ни една од тие 7 цркви не е совршена, сите имаат своји мани и недостатоци, а Бог ја бара вистинската, ја бара својата невеста. Она која што ќе склучи брак, не од интерес, туку од љубов. Господ, да се разберем, имал секојаш мал остаток, верен остаток, мал, ама верен. Секојаш. И вечерве ќе видиме и тоа, кој е и каков е тој остаток и каква е всушност Христовата невеста. Овде гледаме повторно да се навратиме на тој први стих од 4 глава Исаија. 7 жени, кои што пак, знаете, бројот 7 представува полнина, значи целостност. Че комплетно христијанството денеска, го читаме во контекст на денешнината, зборуваме денеска, се однесува и на денеска. Комплетното христијанство, што и да прави, прави само за да го симне срамот од себе. Кој срам? Со што е поврзан всушност срамот? Сеќавате на почетокот Адам и Ева? Кога почувствувале срам? Откако погрешиле. Значи, гревот е врзан со срамот. Еве ќе прочитаме еден стих во Пословици 14 глава 34. Пословици 14:34. Правдата го возвишува народот, а гревот е срам за народите. А тука, со срамот и гревот е вклучена и вината. Вината заради гревот. И се што прави денешното христијанство е токму тоа. Дори тоа се проповеда. Бог го даде својот син, умре на крстот и сега сме сите оправдани. Го симна Бог срамот од нас. Меѓутоа, тие истите нити сакат да јадат друг хлеб, односно, оној кој што ќе им го даде Бог, тие се јадат свој леп и се облекуваат своја облека. Знаете, Адам и Ева самите не успеале да го симнат срамот од себе. Се обиделе, нели? Кога виделе дека се голи, ги опфатило срам и се обиделе, направиле таму, ќе кажам, сукнички од смоквено лисје, и тоа не покриле ништо со тоа.
Што вели верниот сведок во пораката до Лаодикеја, до она последна црква, која што се однесува на нашето време? Откровение 3.18. Те советувам да купиш од мене злато пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облеки, за да се облечеш и да не се појави срамотата на твојата голота, и очна мас, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. Меѓу другото, Бог нуди на својата црква, на својот народ, им нуди бели облеки, за да го покријат срамот. И само со таа бела облека може да се покрие срамот. Со никакви наши заложби. Интересно е што овој опис уште нешто друго ни кажува, значи во Исаија 4 глава, постојано ќе се навраќаме, дека овие 7 жени немаат интимна заедница со мажот. Не сакаат ни да имаат. Се на одстојание, растојание од мажот. А што всушност значи да бидеш оправдан, односно да се тргне вината, да се покрие срамот? Еве што значи, да се подсетиме на еден стих кој што на чија што основа имавме една цела тема, 8.1 Римјаните, послание до Римјаните 8.1. И така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Или и така сега има оправдување, со други зборови, за оние кои што се во Христа Исуса. Значи, не јас верувам, јас исповедам вера, јас верувам во Исуса Христа, не туку оние кои што се во Христа Исуса. Самото тоа ни покажува една тесна, интимна заедница. За таквите нема осуда. Таквите ќе го тргнат срамот и ќе биде тргната вината од нив. Да се подсетиме уште на еден стих, Павлев стих, односно повеќе стихови во Филипјаните. Она прекрасно сведоштво него за неговиот живот пред Христа и после Христа. Значи, Филипјаните 3 глава од 8 стих. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса. Павле не е како овие 7 жени, кои што не ги интересира мажот. Влегуваат во брак од интерес, него токму мажот го интересира и само мажот, односно, секе даде за да го придобие Исуса Христа, мојот Господ, вели, заради кого изгубив се. И се сметам за отпад, за да го придобијам Христа. Ова е љубов, ова не може да биде нешто друго. И да се најдам во Него. И еве што е да се најдеш во Христа? Немајки своја правда, која доаѓа од законот. На некој начин повторно и се поврзани темите со Јани, повторно не сме се договарале. Значи, еве што е да се најдеш во Него, ќе повторам, немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Оној кој што е оправдан со вера, тој е оној кој што му е тргната вината. Нема осуда за таквиот. А тој е оној кој што има интимна заедница со Исуса. Не може да биде на дистанца. Забележавме, ќе се облекуваат, вели, ќе се облекуваме во своја облека. И дали треба да спомнеме, веќе спомнавме, значи во 3 глава Откровение читавме, која е таа облека со која што само може да се покрие нашиот срам. Значи, тоа е Христовата праведност, таа бела облека. Меѓутоа овие велат, не сакаме ништо од тебе. Ама само тргни го срамот од нас. Каков абсурд е тоа? А тоа е христијанството денеска. Нормално со исклучоци. Затоа што секојаш Бог има својот остаток. И свој леп ке јадеме. Пазите, денеска, ако немате Евангелие, ако го немате вистинското Евангелие, немате и оправдание.
Немате тргање на вината. Го немате оне кое што Бог сака уште веднаш да го направи, затоа што копне да биде со вас, да бидете спасени. И денеска во многу цркви нема евангелие, не се слуша евангелие. Ги имате тие така наречени мега цркви во Америка пред се, претежно во Америка, кај што не се проповеда евангелие, а толку се популарни. Зошто? Зарем не ни е кажано, зарем Павле не ни напишал, што и какво време ќе дојде? Второ послание до Тимоти 4.3. Второ послание до Тимоти 4.3. Зошто ќе дојде време кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука, библиската наука, туку според своите страсти ќе си насоберат учители, за да им ги скокоткаат ушите. Си насоберат учители, онакви какви што тие сакаат и учители кои што ќе им го зборуваат она што тие ќе сакаат да го слушнат. Немате тамо евангелие. Тие сакаат да јадат свој леб. А видите што пише о Осија. Осија во 9 глава. Осија 9 глава. 4 стих. Не ќе му налеваат веќе вино на Господа, ниту ќе му ги принесуваат своите жртви. Лебот ќе им биде како леб на жалост и ќе биде нечис кој ќе го јаде, зашто нивниот леб е само за нив, нема да влезе во Господовиот дом. Вие можете да јадете свој леб, и тој Господ не дозволува да влезе таквиот леб во Господовиот дом. А тоа е, Господовиот дом е столб и потпора на вистината, вели Павле во едно од своите посланија до Тимоти, не знам баш која беше. И што корист од тоа ако јадеме свој леб? Евангелието, Словото Божие, таа здрава наука е таа која што чисти. Ја прочистува секоја една душа. Значи, го видовме христијанството кое што и овие 7 жени, значи 7 цркви кои што сакат да се наречат христијански, и ги има денеска многу голем број, и сакаат да се тргне срамот од нив, ама случуваат брак од интерес. Не сакаат интимна заедница со Исуса. И од 2 стих сега до крајот на оваа глава, до 6 ја гледаме она црква која што Бог ја бара. Она жена која што Бог ја бара, својата невеста. Во оној ден, Господовиот подник, или фиданка, која што ќе израсне од Јесеевиот корен, како што вели Новиот Завет, Исус Христос, ќе биде убав и славен. Интересно. А земниот плод за убавина и слава на спасените во Израел, кои ќе останат на Сион и кои ќе преживеат во Иерусалим, ќе се наречат свети и ќе бидат запишани да живеат во Иерусалим. Овие сакаат интимна заедница со Исуса Христа. И забележуваме дека ќе бидат свети, ќе бидат славни, ќе живеат во Иерусалим. Да се подсетиме само на уште еден стих во Евреите 12 глава, поточно по неколку стиха, Евреите 12 глава од 22-23. Евреите 12, 22-23. Туку вие пристапивте до Сионската гора и до градот на живиот Бог, небесниот Иерусалим, до 10.000 ангели, до свечениот собор и заедницата на првородените, црквата на првородените, невестата, кои се запишени на небесата, и до Бога судијата на сите и до духовите на усовршените праведници. Гледаме овде свечен собор на една заедница, чиsto имења, значи на членовите нова заедница се запишани на небесата, живеат во Иерусалим меѓу ангелите, и тоа се усовршените праведници.
Оваа црква е света. Зошто? Ќе видиме подолу. Кога, значи 4 стих го читам сега од Исаија, повторно 4 глава, кога Господ го измие срамот, еве, како Господ на кого го мие, го трга срамот на сионските керки и ја избрише од Иерусалим крвта, пролеана од здивот на судот и од здивот што изгорува. И вели, ќе создаде Господ над сета Сионска гора, се повторуваат, значи, оние изрази од Евреите 12 глава, и над сите оние кои ќе бидат онаму на собор, повторно имаме собор на таа заедница, облак со дим дење и ноќе, облак со дим дење, а ноќе блесок на пламен оган. На што е посетува ова? На пустината. Бог ги водеше израелците низ пустината преку тој, значи, облак дење и пламен оган, значи, ноќ. Тоа е неговото водство. Сеќавате во Новиот Завет, во Откровение, се пишува за тој негов остаток, за таа негова невеста, дека го следи јагнето, го следи својот маж, каде и да оди. Ги слуша неговите инструкции, неговото водство го почитува. И сега завршува овој стих на интересен начин, зашто врз сето тоа славата, тоа со голема буква славата, ќе биде засолниште. И ќе има шатор за да засенува дење од припек, штит и засолниште од поревен дожд и од бура. Кој е овој шатор? Што е ова? Црква. Со други зборови. Врз сето тоа, врз целиот тој собор, врз сите тие кои што сакаат и имаат интимна заедница со Христа, врз сето тоа е славата, која што е засолниште. Што е славата? В Библијата. Христовиот карактер, Божиот карактер. Да се присетиме само и на храмот, на Соломоновиот храм, нели, кога бил на отварање, дим го исполни храмот, славата Божија го исполни храмот. Сите оние кои што се дел од Христовата невеста се покриени со славата. Тие се во Христа. Се покриени со неговиот карактер, всушност. И таа слава име и засолниште и ќе им биде штит од неволите што допрва ќе дојдат. Покриени со славата Господова. Еве, ја гледаме повторно на интимна заедница. Не само да го носиме Твоето име, ама ќе дадеме свој лепки, се обликуваме во своја облека, туку да си во Христа, да имаш интимна заедница. И да се подсетиме на оној совршен опис во Јован 15 глава, на тоа што значи да си во Христа, да имаш таа блиска заедница. Со други зборови, да влезеш во брак од љубов, а не од интерес. Значи, 15 глава Јован, а може да читаме од првиот стих. Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Тој ја отстранува секоја прачка на мене, што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборував. Го спомнавме ова. Евангелието, Божието Слово. И за ова ќе стане збор малку повеќе и следната сабота, токму за Словото и моките на Словото. Останете во мене како и јас во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така и вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене? Неколку пати овде се повторува. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не може да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која што е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ако остане во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици.
И сега интересно е ова. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов. Да останеш во Христа, значи да останеш во неговата љубов. Еве ја таа љубов, еве во тој брак, таа заедница од љубов. Ке останете во мојата љубов, ако ги запазите моите заповеди, како што и јас ги запазив заповедите на мојата, заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Што кажавме минатиот пат за законот? Кажавме дека е свет, дека е совршен, дека е постојан, вечен, затоа што Бог е свет, совршен, постојан, вечен. Меѓутоа кажавме и нешто друго, дека законот е љубов, всушност. Свето писно вели, Бог е љубов, својствено на тоа и законот е љубов, затоа што видовме кои се најголемите заповеди. Люби го ближниот и люби го Бога. Или со еден збор, люби. Како остануваме во Божјата љубов? Ако вели ги запазите моите заповеди. Овие имаат интимна заедница, кај овие законот е запишен во нивите срца. Затоа имаат и таа љубов. Павле вели, љубовта е исполнување на законот. И сега да прочитаме во Ефесијаните оној опис на Христовата невеста, кога веќе зборуваме за тоа, не можеме да ги скокнеме овие стихови, значи Ефесијаните отвараме во 5 глава. Дваесет стих попонатаму, ја си ги читаме. Жените да им се покоруваат на своите мажи како на Господа. Зашто мажот е глава на жената, како што е Христос глава на црквата и тој е спасител на телото. И како што црквата му се покорува на Христа, така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. Предани, со други зборови. Како што еве читавме, мажи, любете ги своите жени, како што Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водното капење, се извинувам малку, водното капење во Словото, повторно овој израз, како што читавме во Јован 15 глава. И да ја представи пред себе славната црква која нема дамка, ниту брчка, ниту нешто слично, за да биде света и непорочна. Ова невеста Христова е таа која што е облечена во бела облека, како што доликува на невеста, и тоа во белата облека на Христовата праведност, има интимна заедница со Христа, му е покорна, предана, влегува во брак од љубов, и самиот тој чин ја чисти, вели, ја возлюби црквата, се предаде самиот себе си за неа, видите каква, значи имате взаемна преданост и од страната на Христа и од страна на црквата, за да ја освети, очистувајќи ја во водното капење на Словото. Значи да се разбереме, денеска црквата Христова е она која што се уште се бори. Не е очистена. Меѓутоа, ако се предаде, преданоста всушност предизвикува и токму тоа, чистење. И Бог е тој кој што ја чисти и ја прави света и славна, токму затоа што ја облечена во Господовата слава. Како што читавме во Исаија 4 глава. Христовата невеста, Бог ја бара, одnosno Исус ја бара својата невеста и не ја избира затоа што таа е совршена, туку затоа што сака да му се предаде и сака да склучи брак од љубов, а не од интерес. И сега да прочитаме во Осија 2 глава за таа невеста. Видиме колко е совршена.
Од први стих кажете им на своите браќа, народу мој, на своите сестри помилувана, поднесете тужба, поднесете против својата мајка, зашто таа не ми е жена, јас веќе не сум и маж. Нека ги отфрли блудството од себе и прелюбата меѓу своите дојки, за да не ја свлечам гола, та да направам да биде како на денот на своето раѓање, за да не ја претворам во пустина, за да не ја претворам во сува земја и за да не ја поморам со жет. Јас нема да ги милувам децата, зашто тоа се блуднички деца. Да, нивната мајка му се предаде на блудството. Се срамеше она која ги зачна. Да, рече. И видите сега. Ке трчам по своите љубовници, по нив кои ми ги даваат мојот леп и водата. Значи, овие 7 жени, па еве и самата Христова невеста, и овој леп кој што го читавме, не е тоа нивни леп, туку тоа е леп кој што го добиваат од своите љубовници. Не сакаат интимна заедница со Христа, ама за сметка на тоа блудствуваат. И водата, вели, и мојата волна и ленот, со други зборови, облека. Маслото и мојот пијалак. Заради тоа, ќе го заградам патот со трња, ќе ја обкружам со дзид, за да не ги најде веќе своите патеки. Заради ова, често пати кога ние духовно значи, блудствуваме и бараме леп од своите љубовници, и волна и лен, немаме толку време за Христа, ама имаме време за многу други работи. Заради тоа Бог некојаш дозволува и вакво нешто. Ке го загради нашиот пат, ке не обкружи со дзид, со трња, еве ги трњата, и ке трча по љубовниците, но не ке ги стигне. Ке ги бара, но не ке ги најде. Тогаш ке рече, одам да му се вратам на првиот маж. Зашто посрекна бев порано отколку сега? Па нормално, вистинската среќа се наоѓа кога сте во Христа, кога сте оправдани, кога сета ваша вина е симната, а не е таму со љубовниците и со некој друг леп, некаква друга храна, освен вистинското Евангелие. И таа, вели, значи Бог зборува, не разбра дека јас и давав и жито, и вино, и масло, дека ја обсипував со сребро и злато, од кој што направија идол за Ваала. Затоа ќе го земам назад своето жито, својот леп, значи, во своје време и своето вино во вистински час. Ќе ги одземам својата волна и својот лен, со кој требаше, внимавајте, да ја покрива својата голота. Да го покрие срамот. Сега ќе го откријам срамот пред очите на незините љубовници и никој нема да ја избави од мојата рака. Бог е тој кој што го покрива, а може да го открие срамот и тоа, значи покривањето е само со неговата облека, неговата праведност. Ќе им направам крај на сите незини веселби, прослави, млади месечини и саботи. Безвредни се и младите месечини и саботи, сите прослави, сите празници, ако не сте во Христа. Ако ја немате таа интимна заедница, и ако јадете леп од љубовниците, од други извори, пиете вода. Ки ги запустам лозите и смоквите за кои изборуваше. Тоа е платата што ми ја дадоа моите љубовници. Ќе ги претворам во грмушници и полските животни ќе ги брстат. Да не читаме се, од 14 стих. Еве, затоа ќе ја привлечам. Зошто? Зошто ќе ја привлече? Ова е таа совршена љубов. И покрај сето ова, покрај сето блудствување, Бог ќе ја привлече, ќе ја одведа во пустината и ќе му проговорам на незиното срце. И таму ќе ги вратам незините лозија и од Акорската долина ќе направам врата на надеж. Таму ќе ми се одзвива таа како во деновите на својата младост, како во времето кога излезе од Египет, како во времето кога имаше првата љубов, ја имаше љубовта. Во оној ден, говори Господ, ти ќе ме викаш, мажу мој,
а не ке ми викаш веќе Ваалу мој. Од 19 стих. Ке те свршам довека за себе, ке те свршам во правда и справедливост, во добрина и во милост, ке те свршам за себе во верност и ке го сознаеш Господа. Во оној ден, говори Господ, ке им се одзвијам на небесата, а таа ке се одзвие на земјата. Земјата ке се одзвие на житото, на виното и на маслото, а тие ке му се одзвиваат на Израел. И ке ја посејам за себе во земјата, ке ја замилувам непомилуваната и ќе му речам на не мојот народ, ти си мој народ. А тој ќе рече, Боже мој. Христовата невеста е нешто совршена. Бог не ја избира затоа што е совршена, затоа што сака да му се предаде. И покрај се. И сака да склучи брак од љубов, а не од интерес. За жал денеска, како што кажавме оној стих во Исаија 4.1, сликата е многу поинаква. И денеска многу цркви, така наречени христијански, си имаат своје евангелие, значи, си јадат свој леп, си носат своја облека, само за да се наречат христијани и да на некој начин го скријат срамот. Меѓутоа, можете да го скриете срамот единствено ако сте во Христа, тогаш сте покриени со неговата праведност, тогаш го имате неговиот карактер, а тогаш и можете се. Сеќавате во Јован што велеше Исус? Ако останете во мене, ќе родите многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. А Павле во Филипјаните вели, се можам преку Христа кој ми дава сила. Да се навратиме во таа 8 глава Римјаните и да прочитаме уште некој стих. Од првиот пак. И така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот, зашто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши. Испраќајќи го заради гревот својот син, во обличе слично на грешно тело, и поради гревот го осуди гревот во телото, па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кои не одиме по телото, туку по духот. И една зборувавме, кажавме, како таа праведност што законот ја барал Исус ја исполнил. А како ќе се исполни во нас? Ако сме во Христа, Христос е тој кој што го одржал законот. И ние бивајки во Христа, ние го држиме законот. И нема осуда за таквите. Одnosno нема закон за таквите. Во Галатјаните што вели Павле. Тоа е Христовата невеста. Не дека е нешто совршено, меѓутоа Бог ќе ја очисти ако му се предаде. Ако му е предана, ако му е покорна, како што беше запишено во Ефесијаните. И тоа е таа невеста која што сака да склучи брак од љубов. Никако поинако. Никој друг интерес. Знаете, тоа е исто и во нашиот индивидуален живот. Зошто сме дошли во црква? Од интерес? Или од љубов? Од тоа што го љубиме нашиот Бог? Знам да кажам, и тоа повторно ќе го повторам, сите оние кои што дошле од некаков интерес ќе отидат. Кога тоаш? Ќе остане оној остаток кој што секојаш го има Бог и на крајот таа црква ќе биде очистена во Словото, во Евангелието, преку вистинското Евангелие, ќе биде чиста и ќе го дочека својот младоженец. Да ја земе и да ја носи онаму каде што и тој е. Јас се надевам дека сите ние како поединци сме дел од таа Христова невеста, а ако сме, тогаш ќе сакаме, ќе копнееме да имаме таа интимна заедница. Дали преку проучување, дали преку молитва, значи целокупен еден духовен живот кој што навистина ќе биде слика и прилика
за целиот свет околу нас, за сите околу нас. Она како што Христос живеел, така и ние ќе живееме. Затоа што ќе бидеме во Христа, покриени со Неговата слава, со Неговиот карактер. Нека му е слава уште еднаш на Бога. Немам што друго да кажам, освен амин.